после во восстанието, во турско доба. Татко ми побегна во Грција. Работеше, отвори дуќа во Лерин едно време. Од таму побегна Солун и со брат му стана дојде во Белград. Дека ние имаме дуќе овде тетка. Тате тие беа казанџи, дојде кај ним овде. Тие беа големи богаташи за она доба. Има дуќе, има 6 гради во Белград. И едно време после отворија самостални дуќан. Овде не беше дуќан, кај што е Скупштина Звездара. Татко ми се викаше Ванđел, а стрико ми Пера. Ванđел Костич, Петар Костич. Јас сум роден во Крушев 1926 година. За ден Ѓурѓиен, на Сабајле во Зората. Така, од татко ми Ванđел, мајка ми Калиопа Дабиша. И јас се сеќам као мало дете ме донесе татко ми тука и тука после едно време те тука те Крушево, дека мајка ми појќе беше таму. И тука имавме стани и Крушево, ако имавме куќата. Гимназија овде заврши, па почнав да студирам прва година примењени уметности, вајарство. И така една година и батали после. Дека татко беше имучен човек, некако не бе, шо знам, времењата беа такви. И затоа јас појдов во Прилеп кај Киров и Таџо. За пола секи кај го. Отидов во Прилеп, направив едно ѓумче, едно котле и една тава. Јас положи кај Киров. Јас со таа дипломата ја зедов и кладов 30 километри пешки пред Во Прилеп беше голема традиција на овој зарад. Скоро за целиот Балкан беше Прилеп, беше чудо. Прилеп работеа реко 12 чекари удара на едно место. Го вуче тој бака, после од тој бака праја коткиња, тепси, се. Тој многу му се бара и ѓумчиња. Тоне тенџерине со кафачи. Али овде во Србија нема традиција, не праја тие ѓумче и такви работи. Не постоеше ѓумче. Ѓумче остана од Византија, од турците. И така, фала Богу што го изучи овој занат. И многу добро го изучи занат. Се ми добро дојде. Стварно, ценете овој занат. А тога се правише машински казан, као овај казан. Само тие казани беа со кров покривен на точкови се. Кој се сеќам дека зборува, каже, овај казан ме кошта 2 дебела вола. Мораше се лако да прода 2 дебела вола, па да го купи тој казан. Чим го купи тој казан, тој стана богат човек и тие само богаташите купат. Дека со тој казан можеше да живеат 2 фамилии. Тие го дава после по селото. По селата тој стално печит. Цела сезона печит и доста спечелува пари. Тие се лампици казани машински. Еве баш овој да го снимите. Јас се заборев за овие. Еве овај казан. Овај капак јас го направив. Али тоа треба стручњак да го види. Јас овај капак го направив, па го кладов таму, па го гледам од тука. Зар могуче јас да го имам правилно тој? Ето овај капак. Тој е уметнички ради работен. Ова е машински казан. Еве видите овај казан, тој е тој капак. Овај кај има мешалица, има испусна врата за сипање. Исто капак му е лампик, зато се вика као шише од лампа. Зато се вика лампици казани. Овие се тие машински казани. Жупа, Шумадија, чим му прода казан, тај казан. Кога му се жени син му, тој го вика да му кумуват. Нунко да му биде. Ова машина се вика друг машина. Таа е стара преко 100 години. АЕГ, немачка, германска. На ова машина се работи друкување, металосавијање. На ова машина јас работам џежви, работам тепси, работам тигани, работам за пицерија, овие тацни што се сите. Од бакар, од месиво, од алуминиум, од железо.
Drugo se ga alatite. Na ova mašina ima nekoliko alata. Ovaj alat se vika špic. Za ova tankoto, za liniji pravni. Ova je drugštal. Tije se nemački zboroj site. Od tamo je dojdena ovaj za njim. Sve koji predmeti mora prvo da se izraboti drven alat. Ovdje se drveni alat. Ovdje se zakazani za voda, ovdje što se. Na ovaj alat se raboti. Ovdje se za razni tacni, za šoke se bara to rabotam. Sami pramsite ovdje. I drvenite i ako treba za mnogo stotini predmeti, da se pratka od želju imam i od železu, alati, tvrdi. Ali najpoj je nabutavamo na drvu. Vidi kako treba se brdi to, tako. I to tako. Mora se, treba. Ova se vika polišajna za poliranje. Tuka ima nekoliko šajbni tako. Ima šajbni koja je za grubo poliranje, poslije ide za polišajbna, a ova je glančajbna. Ova mu dava sjaj. Ova posljednja je operacija. Ova je polišajbna. Od plišavna. A ove se od krpi pravi, glašajbna. Ova pasta za poliranje, bez ova ne može da dobije sjaj. Ja s nekoliko godina dosta rabotio na 15-20 godine, doma rabotio, pravim suveniri. Taka ženata me otvori dućan i ja imam me tuka pa prodavaše suvenira doma i pravim suveniri. Razni suveniri. Pravim mnogo ove kotlinjata. Ona na Tronoškoj, ima Makedona ima što. Ima fino tuka, kaj? Ete to, ovo je moje pravim. Od ove pravim. Sve koje da je pravim po 500 na parčinje tak, evo. Ova se drukodna ta mašina, pa posle ženata mi praviš ove drškite i nitnite ovdje. Nemav na koji da mu go pridam dukel. Ove neke, ne se ta struka. Posle video deka nema došlo da se žive i druga zato dojde. Svega shvati sin mi što znači ovaj zanat. Dobim ja cedovi, ovo dosta. Nema posla, mogu da vam pišem. Da vam napišem, nema potreba. To je lavor. Korišćena je kao lavor, a ja sad hoću da ga... To je od moje prababe. Prala se kosa, umivalo se, to je kao lavor se zvao. Ja ga čuvam za uspomenu od moje prababe. 1800 i možda 90. rađeno je u ulici kod nekog zanatlije Kneza Pavla. Ja sam Cincar Kostić Vanđel. Rođen sam u Kruševu kao Kostovski Vanđel, ali pravo prezime je cincarsko najvjerojatnije bila Kosta. Rođen sam se u Kruševu, kao mala beba sam donešena ovdje. Ne sjećam se da sam nekada živio u Kruševu. Otac mi je Kazandžija, deda je bio također. I majčin otac je također bio. I dva ujaka su mi Kazandžije. Stric mi je Kazandžija. Ovako teško je naučiti zanat u starijim godinama. Za sada znam da rapim kotlić, da rapim kapak za kazan, aparat za hlađenje, za kondenzaciju. Razlikujem recimo kotlić koji je pravljen severno od Vranja i kotlić koji je pravljen južno od Vranja, znači Vranje je i dole makedonske teritorije. Kotlić koji je rađen severno od Vranja, njemu je dance spajano, odnosno gazer, kako kažu Makedonci, na dnu dole. A južno od Vranja, oni ga spajali su ga ovdje. Tehnologija je ista potpuno, znači prave se zubi
i onda se to lepo učuka i onda su nekad na mehovima to grejali, topili taj takozvani šlogot, sad mi varimo na bocama kiselnikovi i acetilen. Preko zime, znači pripremamo poluproizvode, polugotove kazane i radimo kotliće. Kotlići obično idu s proleća, pošto kad počne sezona pečenja rakije, onda ljudi puno popravljaju kazane, onda nemamo vremena da pravimo nove kazane, nego se specijalno onda popravljamo stare njihove kazane, a nove već treba znači da imamo pripremljene. Mada je sad kriza pa ne idu ništa specijalno, ali se prodaju tu i tamo neki kazan. Kad se prave kazani za rakiju, velika je odgovornost prodati kazan koji mora da funkcioniše, mora da radi. Ne sme da bude bušan, mora ipak za kratko vreme da ispeče rakiju, da rakija ne bude žestoka, nego baš da bude onako prijatna i ukusna. Recimo ja lično volim da popravljam antikvitete. Popravio sam svašta, razne lustere, to mi specijalno volim to da radim. Stari majstor radio druge stvari, kalajše on najviše. Kad je bio u bolnici ja sam kalajsao recimo i to izgleda vrlo jednostavno, a vrlo je komplikovano ako i treba dosta iskustva da bi se nešto lepo kalajsalo. Porodica iz koju ja pripadam je po muškoj liniji je cincarskog porekla, odnosno, kako bi Makedonci rekli, vlaškog porekla. Perfektno govorim cincarski, mada sam nepismen na njemu. Čitam vrlo teško, da pišem ne znam. Makedonski znam solidno. Ništa tu nisam učio u školama, sve sam tu kod kuće učio. Obrazovanje mi je celo srpsko, tu sam odrastao. Kući pričamo neki koktel cincarsko-srpskog jezika, pretežno cincarski s roditeljima, a majka mi je Makedonka, inače mislim da sam rekao da je otac bio u zanatu, da su i oba brata u zanatu i sad neki moji bratučedi se vozanaje to. Ti se truda da rabotat nešto, ali ja ne znam koliko znaju, koliko znati što rabotat. Od 15. i 16. godine nisam bio u Makedoniji. Prv pat koga me vide majka mi deka rabotam u Dukjanot, reče, jao sine, pa ja sam te školovala da budeš prljav ovako kao moj otac što je bio. Tako da ja imam 3 sina, svi su mali teško da će neko da ostane u ovom zanatu. Ali voleo bi da nauče barem, pa makar se bavili nekim drugim stvarima. Ali u principu zanat je jako lep, veliko je majstorstvo nešto napraviti. Ne može čovjek da se obogati od rada ko se obogati, ali može da se živi pristojno.